Почна реконструкцијата на локалниот пат Јосифово-Калково во општина Валандово. Министерот за транспорт и врски Благој Бочварски вели дека за овој проект обезбедени се 8,7 милиони денари. Бочварски посочи дека за Калково планиран е уште еден инфраструктурен проект. Нема да застанеме со поддршката и нема да застанеме со изградбата на инфраструктурата. Би сакал овде да истакнам уште еден многу важен проект, а тоа е изградбата на водоводот на главната линија во населеното место Калково, кој што исто така клучен и важен приоритет за општина Валандово, за кој што даваме поддршка во висина од околу 5 милиони денари. Постапката за избор на изведувач ќе биде распишена во текот на есента и веднаш потоа, по завршувањето на тие постапки, ќе влеземе со реконструкција и повторно ќе бидеме овде на терен заедно со градоначалникот за да дадеме поддршка на граѓаните, да дадеме поддршка на локалните власти за подобар и поквалитетен живот на граѓаните. Градоначалникот на Валандово Перо Костадинов посочи дека квалитетни проекти носат бенефит за општината. Изминатиот период општина Валандово заедно со Министерството за транспорт и врски реализираше низа на градежни зафати и активности пред се во населеното место Чалакли, каде што беа направени инвестиции за нови локални патишта. Наредниот период ни следи и, како што рече министерот, инвестиција во населеното место Калково, каде што решаваме еден од најгорливите проблеми за локалното население, а преку овие повици за изградба на локални патишта продолжуваме и со локалниот пат кон Горна Мала и Јосифово, така да наредниот период општина Валандово заедно со Министерството за транспорт и врски ќе реализира низа на капитални проекти овде во Валандово, кои што се многу значајни за локалната заедница. Во тоа име, од мое име, од име на граѓаните на општина Валандово, сакам да се заблагодарам. Инаку министерот објасни дека преку проектот за рехабилитација на локални улици и патишта од државниот буџет се потрошени пари за реконструкција на 90 локални улици и патишта во 46 општини. Во Валандово преку овој проект досега се потрошени скоро 700.000 евра, покажува пресметката на ресорното министерство.